Како да правиме, Кажи, како Михаил, да, како да правиме звуци? како Да да правиме запишеме звуци. Добре? Некој има нешто на тоа да додаде? Да взимаме звуци од библиотеката на Скреч. Да. Одлично. Дали вие се сеќавате можеби што не беше за домашно? Да. Што беше за домашно? За домашно ни беше да направиме како илустрација од Скреч и да додадеме звуци од библиотеката за звуци на Скреч. Добро, и требаше да моделирате некои од тие звуци, така? Значи да ги Да. направите ваши. Можевте и да снимите ако сакате. Добро. Направиме Сега, бенд. направивте бенд? Да, нели кои не беа готови, Мгм. јас рече да ги заврши Така, бендовите дома. така. На Значи тие што не ми покажавте бендови минатиот час, ќе ми покажете денес, вклучувајќи го и домашното. За се извинувам. Знам дека двајца мислам дека ми покажа минатиот час, ама ќе продолжиме, ќе видиме кои не покажале, ќе ме потсетите вие и ќе ги покажеме и тие бендовите. Ам, мо- наставничке на мене нададе, а кумата ни даде едни многу убави новогодишни прстени, многу убаво новогодишно кембе за викендот. Браво. Здраве да си ги носите. И сега гледам крената рача од Михаил. Пред да ми споделувате екранчиња. Морам да напоменам за да можеме ние да го слушнеме звукот. Кога ќе кликнете на зеленото share, барајте од десната страна да штиклираме едно квадратче на кое пишува share sound. Ако го немаме кликнато тоа квадратче, во позадина нема да можеме целосно да ги слушаме звуците. Затоа, ќе ве замолам пред да поделуваме, да провериме дали тоа квадратче не е штеклирано. Значи, квадратчето од десна страна се наоѓа и се вика share sound. Треба да не биде штеклирано. Повели Михаел. Наставничка, аз дека не бев тука, требам да ми ја проверите и таа домашната од Пред тоа? седмиот час. Готово. Ајде, сподели ми и све одеднаш ќе провериме. Само мислам дека интернетот малце ме зеза. Добро. Дали можеме да видиме See Inside ако кликнеш? Океј. Дали може би ти го виде часот, само не се сеќавам дали ги снимив јас покажувањата на домашните од сите. Ги имав снимено на часот, ги гледаше домашните од другите ученици? Да. Добро, гледам дека ти сакаш спорт, сакаш фудбал, така? Да. Добра. Во проектот требаше уште малце така повеќе карактери да има, кои што можеби на средина ќе ставиш еден што ќе биде како детенце што би те представувало тебе. И ќе кажеш моето име е Михаил. Ако сакате да дознаете некои работи за мене, кликнете на сликичките. Кај останатите сликички што ќе ги имаш пример сакаш да ни споделиш кога ти е роден ден, можеш да ставиш торта на екранот, така?
Кажи ми дали може би имаш омилено животно или може М, би имаш милениче. Да. Моето... Имаш? Имам две умилени животни. Кои ти са? Папагал и маче. Добро. Можеш и тие сликички да ги ставиш на проектот и да напишеш едно од моите две омилени животни е папагал и кај другиот карактер да напишеш второто моја омилена животна е маче. И тие во позадина нешто да прават. Супер е тоа кај топката што го имаш направено, само треба да се повтори уште кај 3 карактери. Океј? Пробај направи го. Ако има нешто проблем или ти треба помош, ќе ми пишете. Договорено? Сега или за А за домашно? не, нека остане за дома. За да не губиме време сега. И сега за звуците да те прашам дали ги направи. Да. Ајде да ги видиме и тие. Пошто ми го исклучи екранот, не знам што се случи. Ќе мора уште еднаш да ми споделиш. Добра. Ајде одиме во папката во My Stuff. Супер. Мгм. Ајде да видиме. Супер, дали можеме да го видиме кодот како е кај тапаните и кај спикерот? И кај звучникот, уствари. Добра. А кај звучникот можеме да видиме? Добро. Океј. Во ред, Михаел. Дали, значи ти ги имаш менувано звуците внатре во едиторот, така? Да. Добро, супер. Пошто звучеше дека има многу повеќе звуци, а гледам дека имаш само еден во кодот, така да супер, супер е направено, одлично. Дали ќе може Викторија да ни сподели? Да. Мгм. Домашната од седмиот час мислам дека беше. Мгм. Да. Ај може да видиме како работи? Да. Здраво, јас се викам Викторија. На овој проект ќе дознаете за мене. Добре. Ева ја тортата. Супер, се зголемува и се намалува, добра. Добра. Уху. Добра. Дали можеме да го видиме кодот, еве да речеме кај сладоледот? Добро. Да, добро. Таа сакав да видам колку пати се зголемува. Океј, супер. Thank you. Да видиме сега за бендот. Добро, ајде да слушнеме да видиме. Браво.
Микрофонът. Добро. Океј. Супер. Добро. Ова беше бендот што го креираше, а сега или ова е проектот во кој што имаш менувано звуци? Ова е проектот кај што се звуците. Значи домашната. Мислам дека беше така. Добро. Океј. Добро, што од звуците промени ме интересира? Можеме да видиме во Sounds горе што имаш употребено. Еве кај микрофонот нека биде и кликни горе на Sounds, кај што е табот Sounds, кај што ги менуваме звуците. Каде е тоа? Кај Sounds треба. Добро. Ама тие веќе се такви какви што се, така? Да. И менуваше нешто на звуците? Не ги менував. Добро, значи ова е бендот. Тогаш веројатно ќе остане домашната што беше за менување на звуците и сменетите звуци да ги додадеме на карактери. Тоа беше целта за домашната. Така да ќе може да пробаш да го истражиш тоа и за следниот час да не го покажеш со новата. Може така? Ама ја имам направено уште една. Мислам Добро. дека пише од часот. Не бе, еве домашно пишува. Ај пак во Sounds кликни. Овие примери ги имаш споено, така за да биде некаква мелодија. Добра. И сега идејата беше овде во ова менито да пробаме да менуваме звуци или ако сакаме можеме ние да се снимиме, кај што пееме, кај што збориме, кај што некакви звуци испуштаме ако сакаме. Можеш да пробаш ако сакаш за следниот час тоа да го тестираш. Може? И ќе ми кажеш што кај си успеала, што си успеала да направиш. Okay? Супер. Okay. Thank you so much. Dankeschön. Ајде да видиме сега Мануел. Ке мене ја натиснам на тоа за тонот и па ми тражи некаков пасворд. Ништо тогаш исклучи го, па сподели така како што е. Ама не си најавен. Јас го направив, не, ја ги направив звуците. Ајде Како баш да видиме, ме зборува. интересира што зборува, да. Hello, my name is Manuel, and I live in Switzerland. And what's your name? Hello, my name is Robin, and I live also in Switzerland. Do you want to be my friend? I want to be your friend.
Let's play. Браво, значи имаш снимено разговор помеѓу двата карактери, така? Да. Супер, ние тоа ќе го правиме на следниот час, каде што ќе можеме со помош на блокчиња да имаме разговори помеѓу карактерите. Ама фактот што уствари си се потрудил ова сето да звучи како разговор е за пофалба, така да браво. Супер е сработено. Не се сеќавам дали минатиот час ти ни го сподели бендот. Го споделив, мислам. Добра, во ред. Thank you so much што ни сподели. За сега единствен што си снимил свој звук. Ајде да видиме Ана што има спремено. Еве, И Давид него нема некако. Дали е нешто налутен, не ми крена ниту рака. Дали има направено? Не. Немаш направено? Добра. Океј, Не. океј. Ајде да видиме кај Ана. Добро, ти го имаш употребено баунс и у позадина овакво добро cheer, веројатно. кој девојчето го стави вик да се радуваат бидејќи немам публика. Добра. Океј. И сега овој еден звукот можеше да го споиш во едно. Тоа би било нели што побарав од вас да менувате звуци или да ги адаптирате да бидат ваши звуци. Значи нешто ново да креираме. Али ја сваќам идејата во се ова. Така да супер. Добра, Ана, кажи ми ти дали ми го споделуваше бендот или остана за денес да ми го споделиш? Па, да, го споделив. Океј. Барем мислам. Во ред, ако го имаш споделено, тогаш да, ги сподели, да, ти имаше најмногу карактери на сцената, точно ја го сподели. Во ред, Ана, ти благодарам. Океј. Мануел има прашање? Кај мене ја некогаш кога сакам да сейфнам проектот, како искочи ми нешто try again и download. Може да се случи такво нешто. Имам забележено дека при часовите Zoom користи доста голем процент од интернетот и мислам дека ради тоа не може да се лоадира страната и да ви ги зачува автоматски проектите. Не треба да паничите и не треба да го исклучувате тоа тапче или тој прозорец горе. Ќе отворите нов, празен, повторно одете на Scratch, па кога ќе завршиме со часот, кога ќе кликнете на Save, ќе ви даде да го зачувате. Значи, до Zoom-от е тоа што користи премногу интернет, мислам дека така барем имам забележано. И ова е некоја моја претпоставка. Така да мислам дека е до тоа. Наставничке. Повели Давид. Јас еднашка кога пробував нешто да зачувам во Backpack, ми пишуваше во Backpack-от loading и после ми излезе error loading Backpack. Аха, а после пак проба уште еднаш или тука застана? Се уште ми правеше така. Ја пробував и уште ми правеше ерор. Сакаш да после кога ќе ги споделуваме проектите да пробаме пак заедно? Добро. Во ред. Имам прашање за тебе. Ти беше тешко да го направиш домашната или немаше време? На мене? Па, не ми беше тешко, туку направив некои промени, сакав нешто да ископирам од еден проект и тоа со Backpack-от што го кажав, сакав да го зачувам.
Ама, Аха, и фактички ти се избриша нештото? па јас кога кажав нели error loading backpack, во тој проектот сакав нешто да во бекпекот да ставам и како error loading backpack ми направи. Мгм. А проектот ти Не знам стои како. зачуване? Да, немам ништо сега во бекпекот. О, Да, окей. избришав се онака за да не ми биде ништо внатре и као кога го ставив тој скриптот, ништо, нешто тоа, error loading backpack ми се направи. Добро. Окей. Сакаш да пробаш за следниот час да го направиш и да ни покажеш? Ајде, договорено тогаш. Окей, само да го пуштам документот за што ни е за денес. Сега денес се надополнуваме на едитори што треба да ги учиме. Ние минатиот час научивме за Sound едиторот, а денес ќе научиме за Paint едиторот. Тука има малце повеќе за работа, односно има многу повеќе алатки. Треба да објасниме некои работи кои што можеби денес за прв пат ќе ги слушнате, пошто станува збор за препознавање на графики. И сега, за да не кочам и за да не ви го земам вниманието, ќе пробам да го сменам интернетот, пошто мислам дека до тоа ми е проблемот. I hope so. Само момент. Добро. Okay. Ќе пробам да го сменам интернетот. Ако ме снема или застанам до негде, да знаете зошто е. Ајде дека ми се конектира да видам. Сигурно ме слушате во позадина. Значи, постојат два типа на графики. Едната се вика растерска графика, а едната се вика векторска графика. Врз основа на што е тоа име и која е разликата помеѓу нив, ќе ви покажам две слики. Така би знаеле која е разликата и во скреч ќе покажеме и пример директно. Само да сменам да не ми прави проблем утекот на часот, да не ми се закочи да негде.
Океј, се вратив, добра е. Ем, Съставнички. Не И слушате? закочи. Закочи малце. Малце закочи, а? Мгм. Чекайте па сега да видам не сака камерата да работи. Чекайте да видиме. Битно е се вратив јас, добре сега? Да. Да. Не ве гледам. Само. И аз Сега ќе не се ве гледам. И аз. сега ме гледат. Добро. Океј. Застанав на зборењата кај што дека денес ќе научиме дека постојат два типа на графика. Едната се вика растерска графика, едната се вика векторска графика. Сега можеби по имите ни се малце чудни и прв пат ги слушаме, необични се, ама ќе ви објаснам преку пример што секоја од графиките представува и што представува тоа за фотографиите. Има врска ние каква фотографија снимнуваме од интернет и каква фотографија можеме да менуваме, каде можеме да менуваме. Ќе забележите дека некои од карактерите што постојат во Scratch, некои се направени како сликички, а кај некои од карактерите ќе имаме можност да им ги оместуваме сите делови од телото, или главата, без разлика. Значи, сите делови од телото можеме да ги изместуваме, да ги уредуваме како ние сакаме и исто така и да ги боиме. Сега, расте и векторска графика. Ќе ви покажам само една сликичка, за да ја сватиме разликата меѓу нив две. Ова е најлесно вака да го сватиме. Пошто јас и ќе ви покажам и на пример во Scratch како изгледа растерска, како изгледа векторска графика. Кога вие ќе сакате да ги именувате карактерите, што треба да изберете од тие две. Само да ви споделам екранче кај мене. Мислам дека ми прави проблем Google Chrome, нешто ми кучи. Би требало сега да ми го гледате и екранот. Го гледаме. Супер, одлично. Вака сега растерска и векторска графика, која е разликата меѓу нив две? Ја гледаме оваа слика со плавите кругчиња. Разликата помеѓу овие две графики е тоа што растерска или оваа првата графика, кај нејзе карактерите и се што креираме од тој тип на графика се прави во форма на пиксели. Што се пиксели? Едни мали ситни точки што секој екран е составен од пиксел, дали тоа е компјутер или телефон, се што е како екран е направено од милиони пиксели. Нормално колку Или повеќе пиксели телевизор. или телевизор, точно. Се што има екран е направено од пиксели. Супер. Колку повеќе пиксели има, толку е побава резолуцијата на сликата што ја гледаме. Затоа може би малце поразлично ви изгледа сликата на некој помал или поголем екран. Значи има разлика. Сега, нормално тоа има разлика во преференциите, не значи секогаш дека ако е колку поголем, уствари значи, али добро. Значи, растерска графика е таа што е направена со пиксели. Векторска графика од друга страна е графика каде што ќе ги забележите дека рабовите на сите форми или делови што ги имате во сликата се мазни рабови. Односно, дека немаме такви испрекинувања како што имаме кај пикселите, пошто пикселот е едно квадратче. И секој квадратче во себе носи боја која што треба да ја поседува.
кај векторите, односно кај векторската графика, ако го објаснуваме ова математички, би било со секое зголемување и намалување на сликата, се пресметуваат повторно и повторно тие линии или вектори се нарекуваат и затоа квалитетот на сликата кога е со векторска графика е многу поголем, бидејќи имаме постојано пресметување и не ни се губи толку често квалитетот како кај растерската со пикселите. И дека е Иако мазно. е мазно, точно. Иако денес забележувам дека поголем дел од тие што се занимаваат со графички дизајн користат баш векторска графика, но нели сепак тоа е лична преференца. Сега како ние да знаеме за растерска и векторска графика во Scratch? Како тоа ние можеме да го воочиме? Дали ни прави разлика кога сакаме да смениме нешто кај некој карактер? За да си одговориме на сите овие прашања, прво ќе се потсетиме на еден блок кој што го учевме. Нешто сви ми закочи. Ме слушате добро? Добро. Да. Океј. Да. Вред. Само да се најавам. Се сеќаваме на блокчето Change Color Effect? Да. Да. Да? Добро. Тоа блокче јас ви реков дека ние тогаш го спомнавме само за Color Effect и ви кажав дека постојат и други опции на тоа блокче. Денес ќе ви ги покажам кои се тие другите опции. Ќе ве оставам да го истестирате за дома, пошто сакам денес да се посветиме малце повеќе на Paint едиторот, пошто мислам дека е еден од најинтересните алатки што постои тука во Scratch и сите многу обожаваат да го користат. Многу ќе ни користи и од следниот час кога ќе почнеме со анимации да учиме, така да веќе таму ќе имате прилика и вие ако сакате да се креирате ваши анимации, како да ги креирате, па затоа повеќе време треба да посветиме на Paint едиторот отколку на блокчето Change Color Effect. Нормално јас ќе ви ги покажам опциите, ги гледате дека ги има опишано и во материјалите. И ќе преминеме на тоа како да менуваме карактери, како да препознаваме во која графика ми е карактерот што сум го избрал. Океј, нема да менувам, ќе си го задржам мачето како почетен карактер, нека стои тоа. Ви реков, одиме во Lux и го користиме блокчето Change Color Effect. И сега јас ова блокче ќе го приближам вака за да го гледате убаво. Ќе земам неколку такви, еве две, за да го проверуваме ефектот што сакам да ви го покажам. За боја веќе знаеме, така? Кликаме и се менува бојата на карактерот за 25, односно колку пати ќе кликнеме, колку бои да имаме разлика од едната до другата боја. Колку е помало бројчето, толку повеќе нијанси ќе сретнеме, колку е поголемо, помалку нијанси ќе сретнеме. Сега наместо color постои едно што се вика fisheye. Ги имаме материјалите, што би значило ова fisheye? Што се случува еве на fisheye? Го користам јас. Што му се случи на мачето? Се дува. Да, се дува. Се дува или се зголемува? Каде се зголемува? Во центарот кај што му е точката почетна негова. Гледате овде е центарот на мачето и затоа во оваа точка тоа се зголемува. Fisheye, ако сакам да го вратам назад, истото блокче ќе го користам, но минус ќе ставам пред бројчето за да ги вратам ефектите наназад, така? И ја ги се врати. Следното од fisheye ни е whirl. Што мислите дека ова whirl? Ајде да го употребам, еве како. Што му се случува на мачето? Дека се накривува. Пацата му се накривува. Како му се накривува главата? Што се случи? Се завиткува. Завиткува, одлично. На која страна се завиткува ако е позитивно бројчето? Лево. Добре, наназад, односно обратно од стрелките на часовникот, така? Да. А ако кликаме со минус, тоа значи дека ќе оди на другата страна, што значи во правец на стрелките на часовникот, така?
и на таа страна Да. исто може да се извиткува. Супер. Ајде да го вратиме назад во нормала нашето маче. Еве го. После whirl имаме pixelate. Дали некој го сретнал ова зборче и може би има идеја што би можело да значи? Може како да се замрачка некако. Кога користиме пиксели, тоа значи да користиме растерска графика. И значи карактерот од векторска, како што ние сега, ќе стане, гледате како е нацртан со пиксели. Може би сте сретнале во Minecraft ако играте или може би во некои други игрички кои што карактерите ви се вака со коцки направени. Тогаш станува збор за пиксели. Ако сакаме да го вратиме, еве, колку пати кликаме, толку повеќе пиксели се аплицираат. Сакаме да го вратиме назад истиот ефект со минус. Добро? Освен pixelate, следно имаме мозаик. Можеме да претпоставиме што би било мозаик? Такви. Така? Например. Сега како што ни е мачета, ќе бидат многу мачиња. Ќе се како дуплира. Аха, да. Од едно стануваат 16, па стануваат 2, 4, 6, 2, 4, 6, па стануваат 36. Наставничке, ова е само за пример. Ова е само за пример, да. Значи ги тестираме блокчињата, само за пример, ви ги покажувам што прават. Ова е мозаик. Brightness, дали може да претпоставите што би било brightness? Нешто bright. Односно, Ќе се прави Светло. светла мачета. супер, Светло. одлично. Brightness или bright, знаете дека е светлина, така? Да. Сега колку повеќе кликам, толку посветло станува мачета, гледате? Уп, уп, и веќе го снима. Да го вратиме наназад. Ајде да го вратиме полека со ефектите наназад. И еве го мачет. Ако кликаме уште наназад, што мислите дека ќе се случи? Посветло ќе биде. Потемно. Темно, наназад темно. го враќаме. Гледате? Станува сенка. И да го вратиме во боја напред. Готово. И на крај станува ghost. Дали може би знаеме што е ghost? Ќе се снима мачета. Дух, точно. Што значи ако кликнам, гледате дека ова веќе не е brightness, има разлика, значи исчезнува од сцената. Готово. Ако кликнеме тука, сега гледате кај Ghost кога кликам наназад, не можам наназад да го затемнувам, пошто ова не е за светлина. Така, Ghost е колку да биде видлив на сцената и колку да не биде видлив. Ние имаме show и hide, што еднократно покажува и снимува, така? Но ова Ghost можете да го правите како да изгледа буквално како дух, да влегува преку врата, да излегува преку врата или надвор сцена, да влезе во сцена и така. Добро. Сега, овие, како што реков, ќе ве оставам да ги тестирате дома. Може така? Истиот, и све ова е објаснето на првото листче во материјалите. Clear Graphic Effects е блокче кое што доколку ние во нашиот, еве, например, ќе употребам јас Whirl, тука можам да употребам уште едно, што ќе биде со Change Color, и можам да употребам уште едно, што ќе биде Fish Eye. Okay? Значи, употребив повеќе ефекти, сега како нив да ги искористам, ќе ставам зелено знаменце. Кога ќе кликнам јас сега на зеленото знаменце, еве што му се случува на карактерот. На следниот пат пак кога ќе кликнам, пак му се случуваат работи. За да не му се случуваат и секоја кликање да биде посебно, можам да го користам Clear Graphic Effects, например, и гледате дека ќе се врати првобитната состојба на карактерот како што била кога сме го додале. Clear Graphic Effects, значи сите ефекти што му ги ставаме, Color, Ghost, Whirl, Fish Eye, Brightness и така натаму, сите што ќе ги ставиме со Clear Graphic Effect се бришаат тие. Ева вака. Бом. Ако сакаме да видиме дека стварно се тргаат ефектите, можете и меѓу овие блокчиња да ставите и едно weight блокче, чисто да видите дека уствари
се случува стварно clear graphic effects и потом се додаваат останатите блокчиња. Океј, дали ни е јасно за ова change блокче? Да. Да. Супер, одлично. Значи ќе можеме да преминеме на Paint Editor-от. Ќе го вратам мачето во нормала. Ние кликавме на табот Sounds тука, за да одиме да правиме звуци, така? Но Costumes е полето кое што го нарекуваме Paint Editor и овде ги гледаме костимите или изгледите на карактерите. Малце повеќе за нив ќе збориме следниот час кога ќе учиме анимации. Таму повеќе ќе збориме за Costumes и ќе разгледаме какви костими имаат карактерите и зошто тоа е важно кога креираме анимација. Но во Paint Editor-от гледате дека имаме премногу алатки. Еве ни го карактерот маче на нас и ви реков дека кај една од графиките можам да ги менувам делчињата. Успеа некој вака да запамети која беше од тие? Таа што е мазна, која беше таа, како се викаше? Векторска графика. Векторска, браво. Значи мазната се вика векторска графика. Гледате дека јас можам делчињата да ги менувам од карактерот. Сакате и главата да му ја смениме целосна? Гледате, јас ги менувам. Како го Да. правам тоа? Го менувам со оваа стрелката што значи select. И сега, како можам да ги одделам овие делови од главата, што значи окото да биде посебно, носот да биде посебен, секој од мустаките да биде посебен, устата, ако сакам да им направам дупликейт на сите тие, можам да им направам такво нешто. Знаеме што значи дупликейт? Да се направи, Да се дуплира. да се направи уште едно од тие. Одлично, значи да се направи уште една таква копија иста. Океј. Сега, ова вака гледаме дека мачето ни е целосно поврзано, ќе научиме како да ги одделиме овие делови, се ќе научиме. Нозете ги одделивме, гледате опавчето ги одделивме со ова select. Значи само кога ова select ни е селектирано како алатка, само тогаш можеме ова да го направиме. Ова до него се нарекува reshape. Shape е форма, reshape е за да смениме форма. Например, ако го искористам ова и притиснам на главата на мачето, гледате дека ми се појавуваат разни точки. Еве ќе приближам вака да гледаме поубаво ако сакате. Значи, ваквите точки, јас можам да кликам каде сакам да си креирам нови точки, што ќе ми овозможат јас да ја менувам нивната форма. Гледате? Ќе направиме ново монстер. Као има боцки на главата. Има боцки, има коса, например. Да. Ако сакаме, можеме да ја промениме и формата на устата. Да го направиме мачето да се смее многу повеќе. Можеме и таква нешто да направиме. Гледате? Значи, со ова reshape можете да ги менувате сите облици од кои што е направен карактерот. Носот, ако сакате, можете да му го смалите. Пример. Можете да му го зголемите, ако сакате. Апсолутно може све. Сега, ова го направивме со reshape. Што би мислеле дека би значило ова? Ова се нарекува brush. Да го изброиме. Четка. Да го изброиме. Четка значи. Тоа значи четка. Најчесто со четка што правиме? Боиме. Боите со темперни или водени бојци. Добро? Значи вака, за боење се користи ова фил доле што е како кантичка. Ние го користиме за да боиме. Како да изберам која боја да избојам? Овде во фил гледаме. Да, Кликаме и таму ја бираме боичката, која да ни е. Гледајте убаво тука кај brightness. Ако ви е вака темно како сега што видовме, да ја однесеме brightness на другата страна и можеме да си Можеме да избереме некоја направиме од... формата цела во истата боја, да боиме со маусот. Па наместо да ја боиме со маусот, ја користиме оваа кантичката. Како сакате да го боиме мачето? Сакате виолетова? Да. Или сакате нешто друго? Ајде да пробаме виолетова. Сакате светла виолетова или темна? Светло. Зелена? Светла? Зелена? Ајде да видиме вака светла зелена. Раката сакате или главата? Раката.
Ајде Главата. раката. Еве една рака, еве друга рака. Гледате? Значи можеме повторно да одиме кај фил, да избереме Друга Е, боја. друга боја. Виолетово. Еве виолетова. Можеме опавчето да го А ставиме овој виолетово. пат може Много. темно виолетова. Може ако сакам и темна виолетова. Еве, например, ова ќе го однесам тука, па ова ќе го затемнам тука. Така? Па ќе ставам ногото. Вака ќе го обоиме. Значи, оваа кантичката ја користиме за да боиме делови. Браш Главата најчесто го може да користиме биде за да црвена. цртаме. На браш најчесто го користиме за да цртаме работи. Дебелината на четката зависи од ова бројче тука. Ако е помало бројчето, тоа значи дека четката е потенка, еве 2 на пример, и еве ќе почнам да цртам, гледате колку е тенка четката. Но ако ставам овдека 12, еве колку е подебела четката за цртање. Така? Значи има разлика. Доколку направиме нешто што не ни се допаѓа, ова го имавме и кај звуците, кликаме на стрелката горе што ни се наоѓа. Се вратам назад. Готово. Анду и риду. Undo и redo, точно. Erase, што мислиме дека значи? Нешто да се Да бришеме бојата. Одлично, нешто да се избрише. Например, јас сакам да тргнам, еве вака да го намалам малце, ова нека биде 10. А риду е да се направи тоа пак. Да, точно. Можам да избришам, еве вака дел од увото на мачето. Гледате како се направи? Да. Можам да му избришам еден од овие боцките што ги направив. И тука исто така може. Така? Erase или гумичката ја користиме за да бришеме работи. За помала коса. За помала коса, да. Т би било полето за текст. Значи можеме со ова Текст. да пишуваме текст. Фонтот на текстот го избираме од тука. Еве, например, Pixel. Еве да видите како изгледа тоа. Scratch, еве, например, да напишам. Гледате? Ова е со Pixel. Ако сакам да го променам, го селектирам целото ова и одам кај наместо Pixel, избирам еве, например, Handwriting. Гледате? Како изгледа? Handwriting. Ево, handwriting. Можеме да избереме маркер. Ќе биде малце позатемнета. Така? Да. Ето. Ова кинескова, не знам дали ќе пасува. Да, нема. Не работи. Во ред, ова е за текст. Оваа линијава, зашто мислиме дека е? Нема да пасува тоа со Нема. кинеското. Не пасува, да. Јас мислам да додавам линии. Одлично, за да цртаме линии. Ево, вака можеме да цртаме линии. Така. Линијата можете овде бојата неизина да ја менувате ако сакате, апсолутно да. Дебелината на линијата исто така. Кругчето, што мислите дека е кругчето? Да цртаме круг, да цртаме Да цртаме кругови. круг. Одлично. Цртаме круг. Кога вие ќе пробате да цртате круг, можеби некој кругот ќе ви изгледа вака, или можеби вака. Да ви кажем една финта, како да нацртаме правилен круг. Дали можеби го гледате копчето што се нарекува копчето што се нарекува Shift? Го гледаме на тастатура негде? Да. Да. Shift. Кога него ќе го држам и ќе се движам, ќе цртам правилен круг. Пробувам како правилен круг ми се црта. Да. Значи, со држање на Shift и со движење за цртањето на кругчето можам да нацртам правилен круг. Ако го пуштам, гледате како ми се Исто и со други веднаш. форми. Следната друга форма било правоаголник. И со правоаголникот, ако сакаме правоаголник да цртаме, супер, еве го можам со слободна рака да го нацртам. Но ако сакам квадрат да нацртам, тогаш ќе го држам ова Shift и ќе можам точно квадрат да нацртам. Која е разликата помеѓу квадрат и правоаголник? Знае некој да ми каже? Да, бидејќи квадратот е
бидејќи на квадратот се еднакви страните сите. Така, а на правоаголникот На не се така. правоаголникот само две му се исти. Две и две. Две Учителка, по две. Кажи. а, дали може како сам да направиш карактер? Така, Може, сега ќе ви да ги- покажам како се прави. Сега ќе ви покажам, пошто ќе треба проект да правите и таман ќе го опишеме сето тоа. Дали вака, ако ви го приближам мачето, ќе можете да препознаете од која графика е? Што рековме, ако е вака мазно, како се викаше таа графика? Векторска. Векторска. Супер. Но, ако сакаме ова да ни биде во пиксели и да биде во растерска графика, може малце потешко, или ако ви е полесно bitmap, и тоа може да го кажуваме bitmap, кликаме, дали го гледаме копчето convert to bitmap? Да. Ако кликнеме на него, Да. дали може би забележувате што се случи со главата на мачето? Дека се во пиксели. Одлично. Гледате како се направи све, веќе немаме мазни рабови, така? Дека све е направено со мали квадратчиња и тие се нарекуваат пиксели. Но, што ми ја менуваме графиката, ни се менува и алатките ни се менуваат. Океј? Значи има разлика. Ова селект што го користиме ние кај мачето, што го користевме за да ги менуваме деловите. Ако сакаме еве сега тука да му променам окото, да му го поместам, ќе ми се помести целото. Како парче торта ќе се отсече. Гледате? Да. Значи тоа е разликата помеѓу векторска и помеѓу растерска графика. Затоа спомнав дека е многу полесно да се користи векторска, бидејќи стварно дозволува се да се менува, односно деловите да избереме кои делови да ги менуваме. Ќе се вратам скроз назад, односно се враќам кај векторска графика и гледате дека одозгор имаме некои алатки кои што не ги спомнавме до сега. Што значи тоа? Реков дека мачето е вака целосно направено. Како да го одделиме? Значи, овие делови сите во главата му се групирани во едно. Постои едно копче што се вика ungroup или да ги поделиме. Со select го селектираме мачето, односно неговата глава, и потоа кликаме на опцијата ungroup што ни се наоѓа горе. Кликаме на ungroup и сега, кога ќе одам негде на страна и кога ќе пробам да го поделам окото, гледате како се одделува само? Значи, Да. сите делови се поделени и јас можам сега да направам дупликат од ова око. Како можам да направам дупликат? Например, окото веќе ми е селектирано, кликам на copy опцијата, а потоа кликам на paste. Дали може би знаеме што е копија, што е paste? Копија да скопираме. копираш. Копија да копираме и paste е да го пейстнеме. Пейстнеме или залепиме или пресликаме истото, така? Да. Добро. Okay. Еве сега имам 3 очи за мачето, ќе му ги наместам. Значи правиме ново монстер. Така? И еве го мачето. Можете да ја менувате неговата ориентација, гледате стрелката тука? Да. Значи можете вака да ги менувате. Значи таа стрелка за тоа функционира. И сега ако сакаме, гледате како окото доаѓа врз носот, може да направите носот да биде врз окото. Кликаме на носот и bring forward, што значи тоа? Извади го напред. А ако и кликнем на backwards, што мислите дека значи? Назад. Назад. Назад да го вратам. Кликам на forward и ќе видите дека носот ќе дојде пред. Ајде да видиме. Forward. Ајде бе. Нешто не сака да функционира. Ај окото да го ставам backwards. Односно на назад да го ставам. Еве го, опа. Учителке, Значи носот дојде пред окото. Океј. Само уште ова да го докажам и ќе имате прилика и да прашате и да ви кажам што треба да правите. Дали може би некој знае што е хоризонтално, а што е вертикално? Јас да.
Вертикално се линии што се вакви и вакви. Па сега, која е хоризонтално, а која е вертикално? Хоризонтални се тие што лежат, а вертикални тие што висат. Хоризонтални се овие, а Одлично. вертикални се овие. Точно. Сега, ќе се вратам на ова средината маче, пошто ова ептен го изначкртавме. Ако го свртам карактерот, еве, например, главата му е селектирана. Ако кликнам flip horizontal, гледайте како ќе се сврти. Изгледа како да бега мачето. Еве да му ја наместиме малце главата. Ако кликнам flip vertical, како мислите дека ќе се преврти? Ќе биде доле кај нозете. Ќе биде Само главата ми е селектирана, што значи главата само ќе ми се преврти, така? да. Ако сакам да ногата е вратам назад, селектирана, можем само уште еднаш. ногата. Точно, можеме и само ногата да ја селектираме, flip horizontal, па ќе се преврти вратата. Раката, опашата. Значи се може посебно да се селектира. Мислам дека ќе опфатиме поголем дел од латките тука. Ако има нешто нејасно во текот на часот ќе зборнуваме, но мислам дека и сами би откриле како. И сега како да направиме нов карактер, да не цртаме во овие веќе постоечките. Дали гледаме ова choose a sprite кај што додаваме карактери? Да. Ние научивме дека кога ја користиме лупата, избираме карактери од нашата Scratch база, а на оваа стрелка прикачуваме фотографии што ќе ни бидат карактери, така? Да. На оваа тука Paint опција, која ќе кликнам, ќе ми се отвори да нацрташ празен карактер нов. Нов карактер. Сега, во овој нов карактер, името гледајте да го смените. Еве, пример, овде мене ми пишува Sprite 2. Ако сакам да цртам нешто, еве, например, ќе цртам круг. И ќе го именувам да биде круг. Добра? Сега, како да нацртам круг? Кликам на кругот. Гледаме дека имаме фил да биде жолта боја. Добро. Outline. Ако не сакаме да имаме надворешна линија, тогаш ќе кликнеме на оваа црвената линија, тука. Тоа значи дека ќе ја исклучи линијата. И сега влечеме, само имам неправилен круг, што треба да направам? На shift. Одлично. Да го држиме shiftот за да направи прав круг. Одлично. Кликам на shiftот да направи прав круг. Гледате дека на средината на карактерите имаме како едно плусче. Практикувајте секогаш кога цртате карактери, ова плусче да се совпадне со плусчето што е во едиторот. Значи да дојдат едно врз друго вака. Учителке, Повели. кај е тоа shift? Shift е на тастатура. SHIFT пишува. Под Enter. На мене CTRL го гледаш каде? Да, Па над него, што пишува? ништо не пишува. Како не пишува? Не пишува. CTRL копче на тастатурата. Па не, ама како shift пишува. да како големо да се напише. Значи вака, тастатурата CTRL копче во ќошето. Го гледаме? Да. Над него треба да има shift. Нема. Не го пишува? Веројатно тогаш го нема името на копчето, ама тоа е shift. Така малце подлучко, вака подолго малку. Да, знам, да. Да? Добро. Тестирајте, пошто вашиот прв проект е да направите два карактери, едниот да биде кругче, едниот да биде квадрат. Имајте на ум, не правоаголник, квадрат. Страните треба да му бидат исти, што значи двете фигури треба да ги нацртаме со shift. Одлично. Кај секој од нив, првиот код го ставаме кај кругчето, вториот го ставаме кај квадратчето. Во ред? Да почнеме ли? Почнете, за да направиме нов карактер, доаѓаме кај мачето и на Paint. Така беше? Да. Ајде.
Гасам екран. Повели Мана? Јас сакав да питам како, например, само окото, дали може така, например, size 200 да го направам? Може. А Кога ќе како? го селектираш окото, има на ќошињата како точки и за точката ќе го фатиш и ќе го влечеш. Окей. Ама сега правиме еден карактер да биде крупче и еден карактер да не биде квадратче. Добро? Би требало брзо ова да го направиме. Кодот се Да повторува. почнеме ли, наставничке? Почнувајте, јас сметам дека сте почнале веќе. Кодот се повторува, отворите го бекпек и ставете ги работите во него, за да го извадите кај другиот карактер. Кодот се повторува за да си олесните работата. А можеме ние како сакаме код? Кодот веќе ви е даден во материјалите, значи проект 1 треба да се направи. Наставничке, Повели? смееме да направиме, например, да нацртаме некоја фаца на нашиот проект, на нашиот карактер. Значи вака, првиот проект што треба за часот сега да го направите е цртање на кругче и на квадратче. Тој е проектот. Вие за дома ќе имате прилика да направите ваши карактери, ама тоа ќе биде за дома. Сега на часот едно кругче да биде карактерот и друго да биде квадратче. Окей. Ајде. Задржете се на кодот што е тој даден и на тие карактери што веќе се дадени таму. Проект 1. Учителка? Слушам? Треба ли тај кодот што е у материјалите даден, тај ли треба да го направиме? Да. Кај Окей. проект 1, да. Окей. Наставничке, Слушам? не ми е јасно како да ги ставам двете на сцената. Ама треба како посебни карактери да ги направиш. Посебен карактер да ти биде кругчето и ќе одиш пак кај мачето со главичката и со четката за да направиш нов карактер. Тој ќе ти биде квадратот. Сакаш да ми споделиш екранче?
Да, ја го направив кругот и квадратот во истите бои, само не знам како да ги ставам двете на сцената. А наставничке, Ај сподели ми екранче. наставничке кај мене го нема тоа синкото. Кој е синко? Кај тоа последното најгоре го нема. Чек, значи вака. Само момент, сега ќе средиме и кај тебе, само да средиме кај Давид. Значи вака, Давид. Чек. Не. Притисни на плавото копче. За да се движам јас кај тебе. Почекај сега. Значи, ние сме сега кај мачето. Зошто знам дека сме кај мачето? Пошто ги гледаш овие костимите. Мачето требаше да го тргнеме, значи воопшто да не постои. Но, требаше тука да одиме и кај оваа четичка тука. Кога ќе кликнам јас сега овдека, гледаш дека ми се креира празен карактер. За да не ја правиме работава, извинувам, за да не ја правиме работава пак од почеток, пошто ти веќе ги имаш нацртано кај мачето, јас само ќе дојдам и кругот ќе го ископирам. Како? Со Select, ќе дојдам до него и ќе притиснам Copy, ќе дојдам тука и ќе притиснам Paste. И сега ова тука ќе го фатам за крајчињата, малце да го зголемам и ќе го ставам да биде на средина. Вака го имам направено карактерот круг. Океј? Доаѓам кај мачето, повторно на четката, сега правам нов карактер кој што ќе биде правоаголник, така? Ќе дојдам тука, пак ќе си го ископирам, пошто ти веќе ги имаш нацртана. Има потреба да ги цртам јас повторно. Доаѓам тука, притискам на Paste и гледаш дека ми се направи. Доаѓам тука, ќе го наместам точно на средината да ми биде. Готово. Ќе го именувам, малце можеме да го зголемиме ако сакаме. Така. Добра, ќе го именувам карактерот да се вика квадрат. Готово. А ова ќе го избришам. И сега, yes. Имам кругче и имам квадратче. Така? Сега едното е тука и сега за нив соодветно ќе го ставиме кодот. Кликам на код горе. Гледаш каде горе на код? Тука горе. Кликаме. И сега го ставаме кодот. Ајде. Наставничке? Увели? Јас сакав исто како Давид че рече, сакав у бекпек да се ставам тоа. И исто ми искочи тако error loading backpack. И сега го направив на... Добро, и на двете места го направи? Да. Океј. Значи ти си завршил со проектот? Да, само сакав да кажам дека тоа ми искочи error loading backpack. Чудно. Ај баш ќе покажам следниот час, пошто мислам дека сега немаме време. Ама штом си завршил со проектот, може да ми го споделиш? Може. Наставничка, кај мене не ми е... Го контролираш. Го нема тоа синкото. Кој е синко е тоа, Ана? Тоа последното најгоре. Наставничке? Ова сега што е уклучено. Кругот го нема? Не кај мене не кругот, туку... Ана, попушти го. Збора. Попушти го. Значи, кругот го нема или што нема? Мануел, слободно пушти го проектот, јас го гледам. Окей. Наставничке, кај мене го нема ова од левата страна што ми е пуштено. А бидејќи не ти е селектиран карактерот, ти може да црташ на сцената. Има и тоа врска. Мануел, тоа е направено како што треба. Така да супер. Ова е направено како што требаше да биде направено. Именувај си го горе проектот. Ти си завршил за денес. Сега да проверам кај Викторија ми имаше кренато рака. Дали беше прашање или проблем? Јас кога ги сега прво го правам кругот
и го направив и отидов за да ставам блокови и ми го дава како позадина. Па не си кликнала да го направиш како карактер. Океј. Истото изгледа и Ана го има направено. Така да една од вас да ми сподели екранче да покажам како. Учителка, Кажи, Мануел. Да ти кажам што има за домашно за да те пуштам, може? може. Ајде. За домашно ова важи за сите. Треба да направите проект во кој што ќе промените два карактери, вие ако сакате повеќе можете и повеќе да промените. Дали ќе менувате нивна боја, дали ќе менувате нивен изглед, дали вие нов карактер ќе нацртате и да ги испрограмирате со блокчиња досега што ги имаме користено. Можете за проба и да го користите ова change блокчето со fisheye, со brightness, со ghost, значи новите ефекти што ви ги покажав. Можеме така? Мислам дека ќе ви биде забавно ваши карактери да се креират. Така да, Мануел, ако ти е јасно што имаме за дома, ако немаме прашања, слободен си. Ана, да ми сподели екранче. Довидување, учителка. Довидување. Најдов. На Санчка јас ги избришав тоа што го бев направила. Бидејќи не можев добро да го направам. Чекам се. Тоа што ќе ти се покаже на екранот, кликни approve. Ана, не треба на позадината да се црта. Значи, почекај малку, стој. Остави го глувчето, јас сум кај тебе. Значи, вака. Ова го кликам, ова на кругот, и се исприша. Вака се. Значи, моментално си на стейдж, односно на позадина, и не треба тука да бидеме. А кај се овие сите други делови? Добро, еве ги. Океј. Доаѓам кај мачето со плусче. Дали гледаме сите каде? Значи, кај мачето тука доле. И кликаме на оваа четка. Да, мој натиснав. Па, овде ти имаше натисната на стейдж. Не на стейдж. Кликаме на ова. И сега тука притискам на кругчето, држам на shift и цртам кругче. Кругчето и квадратот знам да ги нацртам. Па, еве, кај мачето со плусче, кликаме Таму и тука. отидов. Да, Санчка, таму и отидов, но на мене проблемот ми беше бидејќи не овде не ми беше проблемот. Проблемот ми беше бидејќи на мене кај мене на Санчка може малку. На Санчка кај мене јас сум проблемот беше бидејќи овде немаш ова. Па, значи немаше направено да биде како карактер и затоа кога кликнеме кај сцената, која ќе кликнеме не ги покажува блокчињата. Гледаш? Ти кај сцената си додавала. Тоа е работата. Јас те разбирам тебе убаво ти што си правила. Мене јасно ми е. Јас ти кажувам како да го поправиме и следен пат да внимаваме, пример, да не ни се случи истото. Еве овие не треба тука да бидат. Значи, доаѓам тука, еве кај кругот го додадов и еве го кај квадратот. Океј, додади ги уште овие. Ствари, ова многу го сближив, чекам малце. Упс. Океј. Додади ги останатите блокчиња кај квадратот и кај кругчето. Може и следниот час да го дзирнеме проектот, за да не ве задржувам. Викторија, дали успеа да види како е за карактери да не се црта на сцената? Наставничке, јас сум готов. Да. Само момент, Давид. Виде како? Да. Јасно ти е или уште е нејасно? Мислам дека ми е јасно. Ај, пробај додека да ги проверам Михаил и Давид, па ќе ми споделиш екранче. Јас више сум до квадратот со кодовите. Го нацрта на сцената или како карактер го нацрта?
отидов кај Customs, го нацртав и ми се додаде на цената. Кругчето е посебен карактер, квадратот е посебен? Да. Добро. Направи го, ќе го дзирнеме. Михаел да ми сподели екранче. Пошто гледам дека од преска му е крената раката, значи од преска ме чека. Страничке ми се направи мене во позадина. Ајде сега ќе го смениме. Чекај, Можам да го избришам. ќе го средиме. На екранчето тоа ќе ќе се појави на плавото копче кликнемо. Ето така. Сега чекај. Еве сум јас, добра? Да. Значи кликам на стрелката, кликам на ова крупчево и ќе го избришам на ова делит. Okay? Сега на сцената немам ништо. Како знам дека сум на сцената, бидејќи ми е селектирана ова сцена тука. За да додадам карактер празен, одам кај мачето со плусче, бидејќи тука додавам карактери и ќе кликнам на четката. Кликам на четката и гледаш дека ми се додава нов карактер. Одам да цртам крупче. Држам на Shift и цртам полека крупче. Еве ми го крупчето. Ќе го фатам овде и ќе го однесам точно на средина кај мене на сцената. Кога сум завршила со крупчето, ова истото го повторувам и правам квадратче. Кликам Танчка, тука. јас го завршив проектот. Добро, само момент. И пробаме сега да избереме некоја портокалова боја. И со помош на Shift повторно да нацртаме квадратче. Еве квадратчето. Да го однесеме на средина. Добра. Еве вака. И сега, како додам кај кодот да го пишувам? Доаѓам кај код овде горе. Оп. Готово. И сега тука, еве ми го крупчето, еве ми го квадратчето, можеме да ми смениме имињата, овде да пишува квадрат, а овде да пишува круг. Така. И на двете места, значи се именуваат карактерите. И сега кај секој од нив кодот да се внесе. Океј? Ќе го зачувам ова. И сега внеси го кодот, ама ќе го провериме следниот час. Може? Јас сум готова. Добро, пошто Давид ми каже дека готов, може да го провериме него, па ќе ве пуштам. Страничке, сега што да правам? Дали знаеш што имаме за дома? Да ги направиме, да направиме своји карактери што може да се движат. Добро, Давид, пушти го проектот. Да направиме своји карактери, што ќе се програмирани некако, треба да направиме два своји карактери. Што значи тоа? Или вие ќе ги нацртате, или ќе изберете некој веќе постоечки од Scratch, па ќе менувате нешто, боја, форма, така, со она reshape, ако сакате. Може текст ќе пишувате, може крупчиња ќе им доцртувате, таква нешто. Во ред е, Давид, супер е ова направено, само смени го името на проектот. Именувај си го горе и не заборавај save now да кликнеш. Во ред. Круги, квадрат да ми се вика? Може круг и квадрат, да? Прашање. Дали на сите не е јасно што имаме за дома? Да. На сите? На мене не ми е. Па карактер? На Станчки јас не ве слушнав. И јас. Сака некој да повтори? Никој не знае што имаме за дома? Наставничке. Имаме да направиме на два своји карактери или повеќе и требаме да направиме за да може да се движат. Добро, значи треба да направите два ваши карактери. Два карактера. Дали тоа ќе бидат карактери што вие ќе ги цртате или карактер што веќе постои во Scratch, а вие нешто да му промените.
Можете да му менувате боја, форма, така, да му доцртувате работи ако сакате. Тоа значи дека вие пак го уредувате да биде ваш карактер. Откако ќе ги нацртате тие карактери и ќе ги средите, треба да ги испрограмираме. Значи им ставаме блокчиња и кодови што досега ги имаме научено. Можете да го употребите блокчето change color и наместо color ние денес спомнавме и други ефекти. Така? Значи Да. имаме brightness, имаме ghost, имаме fisheye, имаме whirl, така, имаме повеќе ефекти. Ако сакате можете и нив да ги користите за да го тестирате блокчето. Договорено е сега што имаме за дома? Да. Океј. Да. Дали имаме прашања во врска со денешниот час? Не. Не. Немаме? Не. Добро. Ве посакувам да имате убава недела, да се одморите викендот и се гледаме во вторник. Имајте убава недела. Фала исто. Сите што не ги проверивме, следнија недела ќе ги провериме. Имајте убава недела. Исто. Чао. Чао. Чао, наставник. Чао.